Добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание на За или Против. Иако овој дисклеймер, што би рекле американците, или интернационално прифатен збор за исклучок кога или предупредување пред да почне За или Против како политички магазин, вечерва ни е вишок, бидејќи политиката не ни е иницијална тема во вечерашното За или Против. Сепак, се во Македонија некако има вака или онака допирна точка со она што се случува на политичка, дневна сцена и така натаму, па некако ќе се најдеме на половина пати вечерва, иако вечерва има многу интересна гостинка која успева сама низ годините да се бори, да ја одржи, да ја оживее, да ја остави запишана или да ја архивира старата македонска песна, девојката која што има многу интересен псевдоним, имено во најавата тука се ставив нешто на хартија за да не изгрешам. Распукала Шарпланина беше незината прва изведба на македонска изворна песна, преку која се лансираше практично во јавност. Песната ја отпеа токму на Шарпланина, па целиот ефект беше, ако се сеќавате, спектакуларен сам по себе, ги прегоре социјалните мрежи. За себе ќе каже дека традиционалната песна има една таква моќ што допира до сечие срце и заради тоа со толкова љубов и приоѓа и ја интерпретира. Вели дека оваа музика и оваа песна традиционална е еден многу силен инструмент што како стрела пробудува во срцето. Провод за нејзиното вечерашно гостување е саботниот концерт, значи задутре во Филхармонија под името Кадифено. Драги мои, вечерва ќе зборуваме за традицијата, идентитетот, музиката, културата со Зарина Првасевда или Евгенија Здравевска. Презимето не сакав да го погрешам и велам официјално добро вечер. Добро најдов, благодарам многу за прекрасната најава, навистина сум почестена. Дали повеќе Евгенија или повеќе Зарина? Како веќе искрено мислам дека дури и дома заборавија дека Евгенија се вика. Што е добро, затоа што сепак Зарина е нешто, Зарина Првасевда е една цела приказна, еден цел концепт, едно цело алтер его кое постои таму некаде, а кое се бави со традиционална музика и според мене најубавото нешто на целиот свет. Знам дека многу од јавноста кои те обожаваат, те следат, директно на ти таква фина ни беше енергијата уште пред да влеземе во студиото, па ќе си дозволам да останам вака неофицијална. Зошто баш Зарина Првасевда? Зошто баш овој псевдоним на Евгенија? Затоа што честопади сум го зборувала тоа, дека Зарина Првасевда го одбрав од охридската староградска песна Ој Зарино Првасевдо, која што е една од песните кои датираат многу одамна, уште од да кажеме од некакви почетоци на македонската чалгија во Охрид, на уште од времето на Диме Садило. И не знам, Зарина е едно убаво старо традиционално име, а пак Првасевда е прва љубов. И не знам, во периодот кога излезе тоа прво видео, некако имав потреба да создадам некакво, ајде да кажеме, псевдоним, за да му дадам посебна чест на тоа што го правам, затоа што сепак ова со кое што се занимаваме за мене најубавиот аспект од моето постоење и си заслужува едно посебно место, посебно име, посебно катче и во моето срце, и во мојот живот и така натаму. Да, ова е истовремено толку голема љубов, но равенството е и на маката, трудот, комплицираното пробивање на оваа патека која што ти ја оди, што е несомнено. И во рамки на следните прашања дефинитивно и тоа ќе го дискутираме. Вака ќе кажеш во едно интервју: не сум љубител на себе потврдување во светот и заради тоа сакав да се подсокрием зад некаков псевдоним. И така излезе, нели, Зарина Првасевда. Што значи ова, дека единствено себе потврдувањето ти е доволно и потоа како таква енергијата води кон општо прифаќање, или пак ништо друго стои освен оно што го објасни досега? Значи, очигледно си карактер, лик, творец, уметник кој што многу не се грижи за да биде допаднат или да се допадне, нели, од другите, да ти е тоа основната цел на постоењето на овој бренд Зарина Првасевда, или што е во приказна? Мислам дека во основа на секој артист и уметник најбитното нешто што со кое треба артистот да се занимава, а тоа е да делото биде препознатливо само по себе, односно
кога ќе се каже за Рина Првасев, да тоа да не да асоцира со физичко битисување, туку со она другото со кое се бавам, односно со музиката. И се радувам дека кога ќе ги слушнам коментарите, дека луѓето ме препознаваат по, не знам, дали девојката што пее по планините или некакви слични епитети и така натаму, и тоа е во суштина идејата. Мислам, нема зашто да ја величам Евгенија само по себе. Јас сум само канал преку кој што тоа што ми е дадено од Бога поминува. И идејата зошто овој талент ми е даден не е за да јас од себе си правам некакви да градам цркви врз сопственото битие. Туку треба да ги градам тие цркви врз талентот што го имам, врз музиката која треба да ја споделам со светот, и токму и затоа она што го кажавте, тоа пробивањето го правам не заради тоа што затоа што и го должам на музиката, и го должам на мојот талент кој што ми е даден. Јас не сум го учела тоа, не сум се образувала, не сум се школувала музички. Ово ми е чиста дарба која што не е тука случајно. Како ја препознаваш кој е клучниот момент, бидејќи ова е многу важно што го нагласи, не си, да речеме, глас на кој што е работено низ основното образование, средното училиште и така натаму? Јас работев, работено. Ова што го имам, традиционалната музика, јас сум ја учела на начинот на кој што се учи традиционална музика, а тоа е преку бидување со директен контакт со она што се нарекува традиција, односно жив фолклор, односно сум имала можност да го почувствувам на своја кожа. Живејќи во Демир Хисар, не сум ни имала друг избор, освен да го тоа живеам од прва рака, да го гледам, да го живеам. И искрено, можеби тоа е едно од моите нешто на кое што најмногу се гордеам, а тоа е можноста да живеам во една таква рурална средина каде што научив, не само каде што ја учев и ја вајав традиционалната музика и мојот израз кој сега го давам на таа музика, туку и научив за оние вредности кои ме имаат сериозно обликувана како човек. И јас верувам дека тесно е поврзано работењето со традиционална музика, е тесно поврзано со внатрешните вредности, она основата на тоа како живеам, во што верувам, начинот на кој што ми тече еден ден, дури сега во Скопје, во последниве 15 години јас живеам во Скопје, но сепак јас останувам доследна на она што сум го учела, односно сум го гледала, што ми оставило, пак ќе кажам, ме обликувало како личност. Јас така и традиционалната музика станува нераскинлив дел од мене. И луѓето кои што ме познаваат приватно, мислам дека не можат да ме замислат да пеам друг тип на музика, затоа што ме познаваат дека сум човек кој кога ќе покани гости дома, сакам да си готвиме, да си јадиме заедно, па да мацне некој во чинијата. Да запееме, се се чувствува дома удобно. И токму затоа и концертите што ги правам, се трудам да бидат во тој дух, да бидат во духот на да си дојдеме дома, знаеш, како што сум гледала дома, кога се соберат 50 души дома, секој свири, пее, секој со секого се гушка. Искрено, сега во ова време во кое што живеам, мене како некој што доаѓа од таков тип на воспитание и на живот, во ова време мене ми е многу тешко да функционирам, затоа што сега луѓето од другата страна не функционираат така. Сега се уште кога ќе си одам во Демир Хисар, луѓето, јас можам да влезам кај комшиите и да го отворам фрижидерот и никој ништо нема да ми каже. Додека тука во зградата во која што живеам веќе 2-3 години, јас не ги познавам комшиите. И мене ми е многу тешко така да живеам. Толку блиско, а толку далеко, иста територија, иста држава. Една Македонија има различни дури се зачудуваат. Енергии, да. Се зачудуваат луѓето, например, комшиите од другата страна се возрасни луѓе по 80 на години и често пати кога ќе направам, не знам, ќе месам некакви кифлички и така натаму, ми доаѓа да им однесам, дека си викам возрасни се, па супер би им дошло некој да им однесе некакво топло нешто. И ако им тропнеш на врата ќе се исплашат.
кој им тропа на врата, луѓето не очекуваат да им тропнеш на врата. А некогаш Скопје исто така беше прилично отворено и без заклучени врати, па и така се спиеше, па и така се циркулираше, меѓутоа тоа е новото време. Штета. Различни трендови, многу отвореност, истовремено и изолација, но и не негување на овие традиционални семејни вистински вредности. Зошто не можеме да ги поттикнеме младите, например, па и постарите да го зголемат интересот за оваа музика која што ти ја правиш? Зошто нам ни е како публика, ајде така да речеме македонска публика, поатрактивно да купиме карти за не знам некакви изведувачи комерцијални странци кои имаат повторно таква комерцијална музика, од поп и модерна музика до, зборувам за турбофолк и зависно од вкусовите. Зошто не можеме да си го научиме, да си го сакаме ево ова што го правиш ти? Не, туку прашањето е како се одучивме да бидеме тоа што бевме, а сега не сме веќе. И јас сметам дека право пропорционално со нашите внатрешни вредности ние ги го градиме светот околу нас. И мислам дека одучувањето од тоа, односно оладувањето, односно таа инфлуенца на хипериндивидуалност, на секој може сам, секој може слово, некако не оттуги, некако не научи дека всушност ни го избриша она знаење дека ние најдобро функционираме како индивидуи кога сме дел од нешто. И дека порано, например, кога ќе се вратите назад, имало семејства многудетни, имало 10 деца се раѓале во едно семејство од еден брачен пар. И тоа е благодарение на тоа што живееле големи семејства и секој ги гледал децата. И сега во ситуација во која што ние живееме одделени од родителите, сам по сам дома, почнавме да раѓаме по едно дете и научивме да се одделуваме прво заради тоа што немаме време, не ни стигнува времето. Мислам, јас им честитам на сите родители колку многу тоа е труд вложување во Скопје да преживеат и тие деца. Јас знам зошто раѓаат по едно дете, јасно ми е и ги од една страна ми е жал што нели го нема тој џагор веќе што но од друга страна ги разбирам кога нема никаква помош од никого и тоа дете треба да се одгледува и треба да се носи и на сите тие такви работи. Така да искрено ми е жал што се случува тоа што се случува. Искрено ми е жал што немаме доволно. Прво мислам дека како резултат на немање на доволно едукација во однос на традиционалната музика, мислам дека традиционалната музика системски во Македонија не е поставена таму каде што е местото. Тоа исто дополнително ја влошува ситуацијата. Односно се уште во Македонија владее на многу високо ниво е стереотипот дека традиционалната музика е за баби и дедовци. Односно полека тоа што го работам е во насока на тоа да ги променуваме тие стереотипи кај младите луѓе, токму затоа се трудам да создадам звук кој е прилично модерен, кој е тотално различен. И кој е присутен на социјални мрежи, платформи така да што пробиваат донев практично до младата публика. Но сепак се трудам да останам автентична, затоа што тенка е линијата помеѓу правење на комерцијална традиционална музика, нешто што не е мој стил, не е мој правец, тоа не сакам да го правам. Токму затоа истражувам песни кои се стари, кои се неотпеани, не можат да се најдат или тешко се наоѓаат. И се трудам тие песни да ги вратам назад, затоа што тоа е тотално нов звук и на младите луѓе кога им е добро спакувано, мислам дека многу полесно ќе допре, а имаме бидејќи сум имала прилика да можам во светот да го правам ова што го правам, на сцени и пред луѓе кои што немаат допирна точка со нашиот јазик, со нашата култура. Дури честопати се среќавам со публика која не знае каде е на мапа Македонија. И тие луѓе реагираат. Тоа значи надвор, низ Европа, низ... Апсолутно, да. Реагираат толку емотивно, значи со солзи, ја чувствуваат, затоа што традиционалната музика има еден енергетски код кој датира од мојата прабаба, од нашите тоа се корените, тоа се темелите на овој јазик кој што јас и вие вечерва го зборуваме тука. И начинот на кој ја третираат оваа музика, начинот на кој ја гледаат традиционалната македонска музика ми дава
голем мелан и полет дека добро, ако не успеам во сопствената татковина, барем во светот ќе направам да оваа музика се слуша. Искрено, се додека ме држи оваа мисла и се додека ме држи здравието и умот, јас ќе се трудам и ќе се борам, независно дали во Македонија ќе има интерес или не, јас ќе правам концерти дури за двајца. Прашањето ми ја одговори, без да ти ги поставам, тоа е таа енергија за која зборуваме пред малку. Допира ли, макар еден член во твојата публика на дневно ниво плюс да е богатство на некој начин, допира ли се повеќе до младите? Или тоа оди уште многу бавно? Оди прилично бавно, морам да ви признавам. Значи, оди прилично бавно, но со албумот Ехо, мојот прв албум, кој го издадов за Croatia Records, стигнавме до некаде. Сега вториот албум кој го работам и кој се надевам да е добра мисла ќе излезе последната година, мислам тоа е мојата новогодишна желба од Дедо Мраз. Таму имаме па уште по еден различен звук, уште по еден алтернативен звук кој е наменет за повеќе, мислам, наменет е за сите, за баба ми Богданка и за внука ми Неда. Така, значи тоа е мојата идеја. Од до. Од 7 до 77 така на некој начин. Се надевам дека ќе почне овие работи, ово што сега го правам во сабота е во насока на тоа, да се слушниме, да се видиме, ајде да видиме што правиме, ајде нешто ново, нов звук, нови луѓе, нови конекции, затоа што јас верувам дека сепак длабоко во срцето на македонскиот народ има еден космополитизам во однос на традиции, во однос на желба да се разбере непознатото. Јас се уште верувам дека во мојот народ, таму од каде што потекнувам во Македонија, тоа е моето племе, дека ние сме таков народ во сршта. Нешто не стиснало, нешто не направило исплашени, нешто не направило да се прашаме зошто ова е бел или црн. Но јас длабоко во себе верувам и ќе се трудам да докажам дека мојот народ е народ со широко срце. И токму затоа викам луѓе дојдат, бидејќи сега бев во Турција и таму добив еден третман кој што не знам, верувам дека секој артист кој работи си го посакува и си го... Да, тоа е една многу интересна концепција, валоризацијата на она што ти го правиш надвор е многу поголема отколку дома. И сега тоа е и апсурд во исто време, ќе зборуваме и за тоа, ама е малку така и за револт, нели? И за гнев, и мислам дека секој медиум, не само Алфа и не само другите неколку на кои се била во овој период пред концертот во сабота, треба да бидат нешто што многу почесто ќе те прати. И ќе те слуша и ќе те тера да се произнесе за општествените процеси, за музиката, како идентитет, културен и така натаму. Еве во Турција, турци се и гостите на твојот саботен концерт Кадифено. Те слушнав пред да влеземе во студиото дека е гостин лик кој има Греми добиено. Ке ни го кажеш и тоа, ке ни го пропнеш во рамки на одговорот, ме интересира. Прво сакам за претходно кога кажа дека немаат појма каде на мапата Македонија тие чувствуваат музиката преку, односно енергијата преку твојата музика и она што го правиш, каде се случи ова? Сега ќе ми кажеш Јапонија, например, или не знам. Не, во Брисел последен пат. Во Брисел, да. Пеевме на Балкан Трафик, еден од поголемите фестивали кои што се бават во Европа, кои што се бават со светска традиционална музика. И имаше многу луѓе и во еден момент само се завртев и сватив дека позади мене стои сликата на Есма Реджепова и сватив дека само јас и Есма Реджепова сме биле на тој фестивал и тоа е многу голем комплимент за мене. Секој пат кога ќе видам, всушност Есма Реджепова можеби сега кога размислувам во однос на промовирањето на ова што го работам надвор во светот, Есма Реджепова е една од моите најголеми идоли. Така да кога ќе ја видам позади мене и незината големина и сила и се тоа што направила, навистина се чувствувам горда. Што беше прашањето, извини? Ќе се вратиме на Кадифено и на турските гости практично од Турција, ама ова каде што ти и Есма само, тоа е оној... Тоа е кога луѓето ми придоа да ми кажат дека, луѓе со солзи во очите ми придоа да ми кажат дека ова е нешто магично и дека... Со сопствени ли пари отиде на овој настап?
односно на овој? Па 99,9%, не, 90% тие 10 ќе ги ставиме во спонзорства кои што ми спонзорирале Унгарија или други земји кои не се Македонија. Ни во тие 10% Македонија не учествуваше како спонзорство? Не. Ова е кој период? Минатата година, на 26 октомври, бев на сцената во Манчестер на Волмекс фестивалот и тоаш отидов со пари спонзорство од Унгарија, а не од Македонија, за жал. Инаку се што правам досега што е поврзано со Зарина е инвестиција лично моја и тоа се сериозни инвестиции. Мислам луѓето кои некако било како биле во допир со луѓе кои се бават кои се дел од музичкиот свет, знаат отприлика колку тоа многу е, особено за некој кој не е вработен, особено некој кој припаѓа на независната сцена. Тоа се ни сериозни битки и борби, но некако останувам сепак секогаш на крајот останувам на нозе, фала му на Бога што ми дава сила да ги издржам сите тие виори и ветришта. Но ти не доаѓаат некој пат на лично ниво човек се разочарува, не е само финансиски, него потешко е кога лично, знаеш, ќе ти стане. Добро, што е оправдувањето на институциите за толку години постоење на Зарина Првасевда, а да нема никаква поддршка финансиска и било каква друга од институциите во Македонија кои треба да го покриваат? Не знам, знаете, на крајот на криштата јас верувам дека како некој кој ја сака татковината, јас сум таа што треба да придонесе и да ја даде на татковината. И јас го давам музика тоа што можам да дадам, знаеш, не можам да инвестирам со пари, не сум доволно мудра за да бистрам политика, ниту сакам со тоа да се занимавам. Но можам да придонесам во однос на афирмација на нашата татковина, во однос на афирмација на нашето културно наследство, на традиционалната песна и не само на нашата, туку и на сите оние етникуми кои живеат во моментов на тлото на Македонија, бидејќи јас се бавам со традиционална музика на повеќе јазици, односно истражувам во нивните култури исто така и се гордеам бескрајно што тие луѓе га делат татковината со мене. И што имаме како Македонија, како држава, ние имаме со што да се гордееме покрај со македонската традиционална музика и со традиционалната музика, не знам, на торбешите, на албанците, на турците, на сите оние луѓе кои живеат на ова тло. Така. Тоа е нешто кое што исто така сакам да го афирмирам, дека ние со години, јас во Демирхисер има 5 фамилии албанци, јас со 3 од тие фамилии со децата бев најдобра другарка. И моите родители ме воспитувале во духот на тоа. Јас не можам поинако да размислувам. Јас не можам поинако да ги разделам луѓето. Сега, дали институциите ќе се уклучат во ова што јас сакам да го пратам како порака, не зависи од мене. Јас тоа што можам да го направам, го правам како граѓанин на Република Македонија, ги испраќам тие некакви проекти, сега дали ќе ме одобрат, не зависи од мене и не можам ништо да направам. Да, но тажно е унгарската држава да може да спонзорира македонската не. Ево ова нека биде и еден вид на протест, реченица, порака од мене кон актуелната она што се случило лани, мислам дека тоа е. Замислете кога ќе се ставите во позиција на некој што покажува некакви одредени резултати и вие да треба тоа да го споделувате, па да тоа некако поинаку стигнува да таму до каде што треба, а не по некаков регуларен пат. И ова и логичен пат, нели? Логичниот пат е од дома, создаваш за дома, очекуваш реципроцитетна поддршка. Зборот ми е патот треба да биде многу едноставен. Кога се распишува конкурс, јас треба да аплицирам и тука да заврши приказната, а не да треба јас да ги зборувам овие работи за да стигнеме таму до каде што треба, затоа што верувајте, не сум само јас артист кој на кого му е потребна поддршка. Нашите артисти си одат од државата, токму поради овие причини. Јас се уште некако ме држи уште некоја А сигурно и понуда си имала да си заменеш со оглед на се разбира, понуди постојано. Меѓутоа сепак верувам дека нешто магично ќе се смени и дека ќе дојдеме до. Инаку изминативе неколку години многу од луѓето кои свираа во бендот на Зарина, да кажеме, кои што се музичари од светски ранг,
мора да ја напуштат државата. Затоа што јас како артист во Македонија, како Зарина, некој што ја води локомотивата на оваа приказна, не можам да им понудам некакви месечни примања заради кои што тие треба да останат. А дали нашите најдобри музичари треба да работат секакви други работи освен да бидат на сцена? Не, затоа што ние немаме премногу музика што е спремна за експорт. Така е. За ние да си дозволуваме нашите музичари да си заминуваат туку така од државата. Музичари кои еве сега во моментов ги сведочам како настапуваат за други држави. Тоа не се случува. Тоа е исто како училиштата државни основни да се приватизираат генерално и не знам сега да бидат под капата на некоја европска земја, француски училишта, англиски, така натаму. Кој е тоаш поентата на националното тло, така на дома, на татковината, на одгледување и растење на деца во овој дух. Тогаш тоа е поентата, значи точно тоа е и паралелата со културниот идентитет во оваа смисла. Искрено, децата кои што не знам, родителите земале кредити за да ги школуваат, да ги образуваат во областа на музиката. Еве јас не сум на пример музички образована, меѓутоа има деца што сериозно многу имаат вложено и на инструментите, и одат бараат чарез, магистрираат во други држави и се враќаат тука во Македонија и се приморани да работат во шанк, да работат секакви работи, што јас сум го работела со години, да не се разбериме погрешно, од 10 години работев како... Апсолутно, тоа е така да, дел од растењето. Нема и некој млад човек кој што не ја поминал тоа никако, на никој начин. Апсолутно, да, и ги охрабрувам сите луѓе да, меѓутоа не е во ситуација во која што треба нашите најдобри музичари да се откажуваат од тоа што треба да го прават на сцена, а ние имаме сериозна потреба да создаваме дела и да се афирмираме во светот. Ние во тој период нашите музичари дозволуваме или да работат други професии во недостиг на во неможност да си го решат екзистенционалното прашање, или пак да ни заминуваат од државата. И јас како некој што со години се бори од позиција на независен артист, ова можам да го кажам и одговорно го тврдам. И кога би имала некаква можност да зборувам со некои од тие луѓе кои одлучуваат некакви нешта, треба да ги гледаат резултатите. Ние имаме деца што постигнуваат сериозни успеси во светот, а се враќаат во Македонија и никој не ги знае. Точно, апсолутно. И сега, каква ние порака испраќаме до некое дете што сега седи во моментов и не гледа во Демир Хисар и сака да работи музика? Што порака испраќаме ние? Како јас сега кога си отидам во Демир Хисар ми кажам, работете, труди се, вежбај по 5 сати во денот, не работи ништо друго, посвети се на музиката, затоа што еден ден ти ќе можеш што да му кажам на тие деца? Не, можам само сега да им кажам дека можеш да се трудиш, можеш да работиш, можеш да покажуваш резултати и на крајот пак да бараш работа од некакви приватни институции во кои што и да си фрустрирани, да. Чии што пари ќе треба пак да ги инвестираш во сопствената музика и за тоа да не добиваш ништо за возрат. Значи, тоа можам да им го кажам во моментов. Меѓутоа, ако замислете да се разочарав при првиот момент кога ме одби Министерство за култура за мојот прв албум Ехо, со образложение дека не сум автентична и естетски целисходна. Замислете Дали навистина беше тоа реченицата? Да. Замислете... Која година за Ехо? За лани зборуваме повторно? 2022. Тоаш го снимав албумот. Замислете да запрев тука. Замислете да запрев со сите одбиени проекти до сега во Министерство. Тогаш не можеше да можам да кажам дека сум нов најдобар европски талент за 23-та година. Немаше да кажам дека албумот... Тоа го имам сега ставено, но... Немаше да можам да кажам на внука ми Неда дека тетка и некогаш снимила албум и дека тој албум бил помеѓу топ 10 најслушани за еден од кварталите на 23-та. Значи, јас се гордеам со сите работи и сите оние нешта кои не ме поколебале да одам напред и нека тоа биде една порака за децата дека секој пат со многу труд, со многу борба, дека на крајот сите тие непроспијани ноќи луѓето кои ми се во блиското обкружување знаат колку тоа многу е работа за еден човек кој сам се бори во целото тоа нешто. Ама имам физички докази дека на крајот, иако патот е многу тежок, на крајот сепак се исплати и секој артист знае што тоа нам ни треба. Мене ми треба аплаузот во филхармонија. На крајот тоа ми е на најголемата
добивка. И така мене ми се исплати да сиот овој труд не престанам да го давам за татковината пред се, за музиката која што ја правам, па после и за себе, како некој кој, како некаква награда за сиот тој труд вложен и така натаму. Ако се завртиме наназад и ако видиме како заврши нашата баба Вања Лазарова, дали јас треба сега да очекувам и да се надевам дека нешто ќе добијам од државата? Не, јас сум тука да ја дадам на државата и ќе ја дадам и ќе ја давам и ќе наоѓам начин. Не знам како, но за музиката вреди да се борам, за татковината вреди да се борам за тоа што баба ми ме учела, тоа што ме учеа бабите во Демир Хисар, вреди да се борам, затоа што мое, не можам да го откинам од себе си, да сакам да побегнам од ова, не можам. Дадено ми е едноставно и тоа е тоа. Дали немам избор јас веќе? Затоа што често пати ми доаѓале, кога ми се случувале некакви вакви ситуации, често пати ми доаѓало да кажам сакам да се откажам, ќе работам нешто тотално друго, ќе избришам се. И тоаш баш во тој момент ќе ме сретне некој на паркингот и ќе ми каже многу те сакам, значи стварно кога ќе те слушнам денот ми го правиш. Или ќе прочитам некој коментар, или некој ќе ми пише порака. Вчера добив една порака која што искрено ми го стопли срцето, пошто бев на едно интервју. Како што и ти мене вечерва ми го топлиш, а верувам и на сите оние кои те гледаат. Ќе прочитам само дел, пошто не можеш и цела слободно. Да, пошто искрено ме слушала некој фан. Вика, гледав на една емисија каде што бев, најмногу внимание ме привлече во моментот во кој кажуваш дека си размислувала многу пати да се откажеш од тоа што го правиш. Со големи букви те молам немој. Јас те барав по коментари на Facebook пред многу години од кога се објави видеото. Не знаев која си, од каде си, која ти е името и те истражував. Никогаш дотогаш некој што пее народна музика не ми оставил со отворена уста додека слушам меѓејки се од глава до пети. Ако ти фали поддршка или мотивација, еве јас ќе ти пишувам секој ден по некоја порака. Ќе тропам на врати, секаде само ти пеј. Тебе тоа те прави срекна и те исполнува, а сите нас што те слушаме. Јас те гледам како лавица, некој што е многу внимателен, културен, знае како треба. Едноставно си пример за добар човек. Така се чувствувам кога те слушам, еве тоа е енергија и не можам да се спротивставам. Те гушкам и ти посакувам секоја замисла што имаш да ти се оствари. Ова инаку млада девојка која има не повеќе од 20 години. Така да Боже, ти благодариме што постојат вакви луѓе заради кои што вреди се ова. Заради овие работи останувам сепак да се борам и да и понатаму творам и понатаму не отстапувам од таму од кај што сум тргнат и секој пат кога ми се случувало да се помислам дали треба, дали вреди. Ова се знаците на патот дека треба. Да, и едноставно не можам веќе нема назад. Особено заради моментот што рече дека ништо друго не работиш и дека ова твојата Сега во моментов работам нешто друго, добра. Морам да ја поддржувам тоа што го работам, едноставно морам. Морам да си ги платам сметките на крајот на месецот, и се инвестирам многу во новиот албум, така да таа инвестиција морам некако да ја заработам, а јас од работа не се плашам, не се срамам, напротив. Сакам да работам и сакам секогаш честно и поштено да си ги заработам тие пари кои што ќе ми стигнат. Евгенија, вечерва вредиш многу повеќе од сите политички теми. Во за или против се шегувам, се си има своја важност на дискусија, ама особено е важно да слушаме вакви анализи, вакво експозе на еден млад човек кој работи на креирање традиционална македонска и странска традиционална музика. И сега ајде да стигнеме до филхармонија, каде што тоа, Господе Боже, колку убаво ќе звучи во сабота, можам само да замислам, а и ќе одам, така што ова нека биде еве чисто еден поттик до сите оние кои уште немаат купено карти, а знаат што ги чека и знаат како ќе уживаат, нека го направат тоа. Зошто Кадифано? Зошто е името такво? Затоа што овој вечерачен концерт. Односно саботен. Затоа што изминатава година имавме доста, како држава имавме доста загуби и тоа мене искрено како човек и како артист ме допре многу длабоко во дамарите, во срцето. И верувам дека многу луѓе имаат потреба да бидат прегрнати, да бидат ислушани, да бидат утешени. Имавме тешка година, мислам, како држава и сите тие нешта што ни се случија заслужуваат на крај да добијат една ваква. Мислам, ова е единственото нешто како јас знам да утешам и да прегрнам. А Кадифено значи, нели, свила, меко, топло.
И затоа им го дадов тоа име, дека еве таква ми е пораката што сакам да ја испратам со овој концерт, ќе биде доста меко, ќе биде доста различно од она што луѓето се научени да го слушаат од Зарина, со тоа што ќе го имаме Дженк кој свири гитара без прагови. Тоа има еден таков мек, убав, нежен звук. Ќе има перкусии, ќе биде доста перкусивно, ќе биде тука Андреја Мирчевска на бас, ќе биде Тони Арслан кој сам по себе си е кадиф во свирењето. Така да не знам, некако ете така. Размислувавме какво име да дадеме на концертот и паднаа неколку зборови во игра и на крај одлучивме да биде кадифено токму затоа, дека ќе биде топло и меко. Да, бидејќи ти како лидер во целиот проект и целиот ансамбл практично Зарина Првасавда си толку борбена, упорна и пркосишна на целата, не знам, општествено-економска, политичка состојба во држава, па Немам друг избор. Имено, а си толку кадифена по душа. Во суштина што немам ни сомнеш дека целиот бенд е баш таков и дека тоа ќе биде еден енергетски бум, една експлозија во сабота вечер, само за оние кои уште не знаат каде може да се набават картите. Картите, верувам дека се уште има, се на другаstrana.mk и можат да си ги купат уште веднаш да проверат. Така да, јас се надевам дека ќе имаме прекрасна вечер и многу ќе се радувам да видам што повеќе луѓе и да покажеме дека сме и добри домаќини, затоа што како што кажав, во Турција бев на семинарот кој го држав, бев угостена како знаете, со многу почит, со многу љубов за нашата традиционална музика, имањето можност да одржам семинар на Универзитетот во Кападокија со интернационални студенти, начинот на кој тоа нешто можев да го работам. Сакам да го покажам дека и македонците имаат таков еден карактер во кој што знаат да бидат добри домаќини и така натаму, така да што повеќе луѓе дојдат со таа цел и идеја, тоа подобро за мене и тоа подобро за музиката и тоа подобро за нашата држава. Ова е и начин да учиме за нашата традиционална музика и сметам дека младите генерации или родителите од мојава генерација треба децата да ги донесат во сабота вечер и секогаш кога Зарина настапува, заради тоа што е практично, не знам, едно просветление на душата, на умот, на увото и едноставно целосно чистење, што би се рекло. Остануваме на тема традиција, култура и идентитет. Правиме многу куса пауза за реклами. Драги мои, вечерва во За или против, не директно за политика, ама за многу интересни теми, вредности загубени, се уште тука, како да ги вратиме, кои ни се останати и така натаму со Евгенија разговарам. Зарина Првасав, да останете на Алфа, се гледаме за кратко. Добре дојдовте назад вечер. Имаме една девојка која наскоро можеби и за брзо време ќе полни 32. Сеја тоа ми го кажа, ја откривам зошто. Како години, бидејќи исклучително си, не знам, зрела и дури можеби многу повеќе за целата битка која водиш сама со оглед на целиот концепт општествен во кој што живееме во моментов и кога е исклучително тешко да се дојде до израз, а кога си автентичен и кога си слободумен и кога не зависиш од ниту една, не си приврзаник, да речеме, на некоја политичка партија, па за да мора тоа да ти биде олеснување или пак отежнување, како и да. Не, тоа сметам дека уметниците не смеат да имаат работа со тоа. Барем не додека се бават со уметност. Уметноста е наменета за сите луѓе, независно од нивната политичка партија, верска определба, сексуална и било каква друга. Ајде вака, гледаш ли никакво поместување во институционална смисла со промената политичка која се случи на државава во однос на тоа што ти го правиш? Барем некаква промена минимална. Подобро. Да бидам искрена, јас во сопствениот дом немам
немам телевизија и не гледам телевизија и не следам и ако можам наменски тоа да го исклучам, ќе го исклучам, особено што се однесува до тие политички работи кои, да бидам вака најискрена, не ги ни разбирам. Кога ќе треба нешто, прашувам пријатели да ми ги објаснат ситуациите што се случуваат. Добро, барем сакаш и да бидеш во контекст и да бидеш сепак информирана на некој начин, тоа е добро. Мене тоа што ме интересира се културните содржини. Ме интересира каква е насоката во тоа нешто. Еве, ме интересира Министерство за култура, така тоа е мојата матична куќа каде што јас треба да се обратам и така натаму. Не знам ово што ви го кажував сега со одењето мое во Манчестер и со сите тие ситуации, тогаш беше променета владата. Не можам да кажам дека сум воочила некоја кој знае каква разлика. Ќе видиме сега оваа година аплицирав на некакви проекти, ќе видиме тоа како се ќе оди. Не знам дали сега ќе го кажам ставот на сите уметници и на сите артисти, особено ние кои сме од независна сцена, ставот е дека немаме верба во било која политичка партија, односно во било кои луѓе кои таму се наоѓаат на позиција. Јас се надевам дека се уште постои можност да тргнеме некако од мртва точка. Верувам дека, чувствувам и знам, од прва рака го кажувам, некој што го живее тоа, дека ние сме во сериозно мртвило, мртва точка, држава преполна со таленти, не само од аспект на музика, од аспект на имам можност да општам со актери, имам можност да поминувам време со филмски артисти, со секакви типови на уметници. Така сме некакво племе кои циркулираме низ градов и можеме да се видиме. Но тоа е matching energy, па никако се наоѓате. Да, значи не мислам дека генерално владе во ова ми е жал што го кажувам искрено. Не го кажувам ова за да како да се жалам или да некаков бунт да кревам сега. Напротив, нека се свати ова како фидбек, како забелешка на кое што треба да се работи, треба да се обрни некакво внимание. Јас верувам дека кога се сплотиме Министерството за култура и уметниците, дека ние можеме светот да го освоиме. И треба ова така да се свати, како луѓе видете независната сцена. Ајде истражете што се случува со артистите кои не се вработени во македонски институции за култура. Ајде да видиме што се случува со децата кои излегуваат надвор од државава, како да им помогнеме, како да направиме ние повеќе експорт. Значи ние немаме експорт офис во Македонија, има еден куп шоукейс фестивали, да бидам појасна за луѓето кои не зборуваат англиски јазик. Шоукейс фестивали се фестивали во кои што ти даваат сцена да ти отидеш да ја презентираш сопствената музика, а со тоа да имаш можност тие некои менаџери и луѓе кои што се занимаваат со организирање на настани да те земат фактички или да ти договорат настани некаде во светот. Сега тие шоукейс настани, односно фестивали, најчесто се случуваат со сопствени средства, значи они не ги плаќаат бендовите. Таков беше и Vomex во Манчестер. Но ти викаат еве ти сцена, ќе те гледаат 150 менаџери од другата страна, покажи што знаеш. Да. Сега од тие 150 менаџери, можеби 5 ќе забележат дека нешто има квалитет и ќе те букираат некаде во светот. Така. Тоа е тоа. Сега тие шоукейс настани се нешто во кое што јас како артист имам инвестирано на куп пари, тоа не доаѓа туку така. Сега тука ајде да видиме што може да направи институциите, што можат да направат. И ако не се институциите, еве, пошто ако се случува да државниот сектор не може да ги види овие работи, тогаш ајде барем приватниот нека види. Или државниот во корелација со приватниот, ако државата и нема толку пари што е и можеби разбирливо до некаде во овој момент со оглед на начинот на кој што се водеше оваа држава години наназад. Барем да постои некаков стимул, желба, волја, па во соработка со приватниот сектор, нели тоа некако да се разгледуваат тие понуди. Јас верувам дека артистите одат со некакви понуди и ќе го однесат тоа листче. Јас не знам дали тој лист тие
се разгледуваат воопшто, дека ако моето барање стигне до Министерството за култура, ако тој што го чита тој мејл, го види мејлот дека девојчево треба да настапува на најголемиот светски ќе се собери состанок, ајде колку артисти вистина реално, ајде да видиме да преброиме во моментов во Македонија добиваат понуди за такви светски перформанси. Тоа се јас гарантирам дека не се повеќе од 5 во државава во моментов. И тие барања не се разгледуваат. Како е можно? Како е можно? Ме разбирате, значи и не треба артистите да одат сами од врата на врата и да чукаат и да бараат, па им се затвараат канцеларии, па значи треба да има некаква дури да одат сами да бидат барем пречекани и да видат барем од другата страна дека постои волја и желба да се нели реципроцитетно направи нешто во име на едно апсолутно бележје кое што ќе остане во иднина во архивата на оваа за држава. татковината, за не треба да ни остваруваат нашите соништа и замисли сега да ми текне ја сакам да правам концерт па платете ми пари. Не, туку ако сум добила некаква понуда, нека се разгледа, јас викам пак. Не сакам преку леп погача, мене не ми треба тоа. Ако има артисти 5 други кои што се треба да одат на некои побитни настани, јас како уметник солидарно ќе се повлечам поназад за тоа да го направиме. Така. Ама јас се прашувам дали воопшто тие работи се разгледуваат. Јас се прашувам дали тие работи стигнуваат воопшто до таму дека што треба. Или ако стигнуваат, ако се одбиваат, тогаш ние сериозно треба да размислиме кој тоа нам не ги води тие институции, кој тоа да се преиспитаме дали се работи за квалитет, за компетенции или за некакви не знам што како тоа, значи кој тоа се нафаќа да работи во институција за која што нема познавање. Значи не може да добиеш ти таква понуда и да кажеш имаме сега побитни работи. Како што е побитно, колку артисти се тоа? Знаете. И цело време има некакви изговори. Се ова што го кажувам, сигурно ќе се најде некакво образложение. Не само за мојот случај. Еве сега во моментов немам никакви понуди, ништо не очекувам, не ми треба ништо. Но сигурна сум дека има други артисти. Да се разгледуваат тие барањата, некако да направиме. Не знам како оди тоа. Јас стварно сум неука во однос на процедурите и структурите како тоа се случува таму. Меѓутоа би било убаво да има некаков, не знам, совет кој ќе работи. Ева, ова се е апел. Еден вид на јавно укажување на насоките каде што е потребна промена. Да има, претпоставувам дека треба да има некакви доушници кои што се движат низ градот и ги гледат тие деца што работат по гаражи, кои работат во тотално нечовечки услови, немаме простор за проби. Значи, треба да се знае што се случува со тие деца. Како ние тие деца да ги инспирираме да работат? Да. Значи, некој треба да застане да рече, чекај, како можам јас да разберам што се случува? Не е уметност во Македонија само тоа што луѓето можат да го видат на телевизија. Не сум само јас артист. Еве, денес ме гледаат на Алфа телевизија многу луѓе, меѓутоа дали сум само јас? Колку деца има што треба да се овде на оваа позиција, а не можат да стигнат затоа што немаат пари, немаат родители што можат да им платат студио, немаат пари инструмент да се купат нов. Тие деца треба некако да ги мотивираме да работат. Треба да се најде некаков начин. Јас не знам како тоа се прави, пак ќе кажам. Ама не, и повеќе од доволно е ова што го правиш вака јавно, бидејќи тоа е исто така дел од мисијата на едно будење, така нашата идеја вечерва и секогаш тука не е сува критика, туку е апсолутно насока со аргументи. Така, ова ако не чини, вака би можело да се промени. Ако ова не е добро, вака би можело, или имам идеја, или сметам дека вака треба. Која држава од овие каде што си била, гледаш дека имам баш соодветен, солиден третман на музичарите кои... Турција, во последно, сега кога бев во Турција, начинот на кој ја третираат традиционалната музика, како тоа се им е направено, не знам, имаат, например, сајт во кој што секоја песна традиционална што ќе ја укуцаш, ти можеш да го најдеш од каде потекнува и така натаму, имаат таков сајт.
Меѓу другото, како се третира традиционалната музика, дека мали деца имаат своји учители и дека со таква почит им се обраќаат на учителите, со такво внимание, како тоа се слуша традиционална музика, како тоа се застанува кога свири традиционална музика. Многу сме, за жал сме многу далеко. Мислам, јас како поединец можам да направам тоа што можам да направам, меѓутоа ова е сепак нешто што треба институционално да се третира. Така и Ние не системски. смееме како држава да си дозволиме. Јас ги проверувам овие работи и ги зборувам, верувајте, на проверено. И ова ми е многу жал што го кажувам, затоа што одам во други држави и не е таква ситуацијата. Имаме ситуација во која што ако седните на маса со 5 тинеџери во овој момент, јас гарантирам и стојам позади ова што го кажувам, може да го провериме во секој момент. Ако седниме со 5 тинеџери на маса, нема да знаат 5 традиционални песни на Република Македонија. Да. И ние зборуваме за држава. Мислам, што тоа од државата? Што конкретно од државата? Од со тие 5 тинеџери со кои што ќе правиме муаве, треба прво да ги едуцираме, да не ги фрлаат пикавците преку прозор кога возат кола, односно кога се возат во кола на 15 години. Ние треба прво да покажеме со пример дека си ја сакаме татковината, не само преку традиционална музика. Како тоа оставаме, што пример оставаме ние на децата кога ќе отидеме во природа и го фрламе на земја и се заминуваме и тоа е сосема во ред да ти го оставиш кесето, пикавецот. За каква љубов кон татковината ние зборуваме? Поаѓајќи од тоа, потоа е многу покрупни други работи. Значи, немаме никаква институција, во смисла, да, имаме ние смерови за традиционална музика, каде што се учи во Илија Николовски Луј. Меѓутоа, јас ако се сетам, јас имам 32 години наскоро, не знам колку од прва до четврто колку песни имавме ние традиционални што сме ги учеле. И како тоа се учи? Значи, за да му родиш љубов на детето што од мали нозе, треба да го најдеш правилниот, соодветниот начин како да му го презентираш тоа нешто. Треба да си пример за љубов. Децата учат преку пример. И децата копираат тоа што ние возрастните правиме. Ти си самата продукт на твоето семејство и твоето вистинско правилно традиционално воспитување, која не те однесе никаде каде што ти се губиш во твоите соништа или напротив ти создава стабилна една база на која што се развиваш, не се откажуваш, се бориш, изгледаш добро, работиш успешно. Ова е тоа. Ова е модел на девојка жена која здраво била воспитувана и растана. Не можеме, вистината е дека и моите родители, верувам и вашите, и секој еден родител ќе направи одредени грешки во однос на воспитанието, во однос на носењето на одредени одлуки. Не верувам дека постои совршено родителство, не верувам дека постои родител кој свесно би му нанел. Се разбира ако нема некакви психолошки потешкоти или некакви други проблематики. Не верувам дека било кој родител би направил одлука која што би била во заштета на сопственото дете. Но ние им простивме на нашите родители за грешките, затоа што од друга страна моите родители во времето во кој што ме воспитувале, кога ме добиле, на кои години ме добиле, и како тоа се го извеле, со колку тоа труд, ние сме им простиле за грешките што ги направиле и немало тогаш еден клик па да дојдат до некакви сознанија дека чекај ние сега грешиме, можда треба ова да му го понудиме на детето. Немало тогаш ништо, тогаш од уста на уста се учеле. Меѓутоа нашите деца нема да ни простат многу работи затоа што нам ни е се достапно. Како поотуѓени не сме биле како општество. И сега треба многу да размислуваме и постојано зборувам затоа што ми е горлива тема во однос на децата. Гледам многу несвесно родителство. Студирам на Институтот за специјална едукација и рехабилитација, каде што имам вака од блиску можам да ги гледам децата и секојдневно да општам со нив. И многу ми е жал кога ќе видам деца каде што нема правилна насока, каде што
А има во нив материјал да ги обликуваш, да ги менторираш. Училиштето е место каде што на детето ќе му се понуди најмногу образование, но воспитанието е сепак на возрастните и дома. Така да правилната насока е многу битна работа и сега правилното насочување меѓу другото на содржините кои децата имаат прилика да ги видат, да ги слушнат, да ги разберат, да можат да направат правилна селекција, прво треба да знаат што е добро. А како ќе научат што е добро ако ние сме добар пример? И тоа е многу тешка работа и многу голем предизвик, верувам, за родителите кои во ова време одгледуваат деца, затоа што се пренатрупани со обврски, затоа што нема друг начин освен многу да се работи за да може да се преживее. И тоа ми е се јасно. Меѓутоа, да се вратам на љубовта кон татковината, пример. А љубовта кон татковината во основа треба да биде сакањето на комшијата, независно од неговата боја на тен, значи од било каква припадност, сакањето на животната средина, грижењето за тоа каде каков воздух ќе дишиме. Еве, тоа е нешто што е моментално актуелно, дека доаѓав на вака ми солзат очите, ме пече носот и така натака. Треба да се грижиме за тие работи. Треба да Јас не знам како тоа се решава, јас не знам тоа како се прави, меѓутоа еве, како некој што живее во Скопје, на пример, размислувам од Сабајле 7 пати, каде тоа јас живеам? Која е цената што јас треба да ја платам за да останам во татковината? Се надевам не е смртта сама по себе си. Пошто да се живее во град кој е втор најзагаден во Европа во денешниот ден, и да излезам Сабајле, одам на колата да тргнам да си ги завршувам денешните обврски, ми течат солзи, кашлам и среќавам детенце кој исто така во исто време оди на училиште со ранец и кашла. Тешко ми е тоа да го гледам. Тешко ми е да останам во Скопје во такви услови. И колку год да ми понуди мене државата било што, колку год јас да имам добра работа сама по себе си, па не сакам да умрам по цена на така, значи треба тие се основните работи за кои што ние треба да зборуваме. Воздухот, средината, значи не може како јас сега гостиве што ми доаѓаат утре, да ги прошетам покрај Вардар, каде што Вардар е полн со ѓубре. И го чистеа и пак е полн со ѓубре. Да, не може да се изчисти факта дека не може толку брзо. За која родолюбие ние правиме муабет? За која држава правиме муабет? Значи, овие се горливи тешки теми. Јас ти благодарам што ти суштински вечерва и слободно и авторитетно ги изнесе, бидејќи тоа е нашата... Не знам колку авторитетно, ама еве како граѓанин на оваа држава. Па секој општествен чинител, без разлика дали е музичар, уметник, што и да е, и има прилика да биде јавен во даден момент, требава да го прави. Да, и фала што ми давате простор да можам да зборувам вака отворено за работа. Времето ни истече, драга моја Евгенија, односно Зарина Првасевдо, со душа чекам да дојде задутре сабота вечер, Филхармонија, уживање, колку часовно? Со кадифено? Ќе видиме каква тоа публика ќе имаме од другата страна. Да, сигурно. 19:30 Филхармонија сабота на вечер, тоа е 20 декември. Едва и чекам јас. Така е, картите беа на drugastrana.mk. Се надевам дека се уште има, ако нема ќе се договориме некако да влезите после тоа. Како и да е, јас ако не успеам да те видам, ќе ја усеќаш мојата енергија во публиката. Ти благодарам што беше вечерва дел од За или против. Почитувани, јас уживам кога можеме од млади луѓе кои не се директно или индиректно врзани со политички функции или партиски функции да дискутираме за родолюбие, за творештво, за тоа како можеме да помогнеме да се коригираат нашите работи за да имаме подобро утре во Македонија. Уживајте со Алфа и гледајте и утре За или против во истото време. Пријатно.